Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Бог да биде со вас и да ве води. За денес ќе размислуваме на тема за добриот пастир. Во Псалм 23 е запишено вака: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка и при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа и ме води по патеката на правдата поради своето име. И понатаму вели: ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезал и твојата палка ме утешуваат. Па дури, приготвуваш трпеза пред мене пред погледот на моите непријатели. Ја помаза мојата глава со масло и мојата чаша се прелева. Навистина, благоста и милоста ќе ме следат ни сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Но главната мисла во сево ова е првиот стих. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Пастирот како пастир, тој води и се грижи. Давид не употребува поезија и фраза кога зборува дека Господ е пастир мој, туку реална слика за неговиот живот. Пастирот живее со своето стадо, се грижи за него, го води, го лекува и го заштитува. Цар Давид сигурно ги имал на ум овие важни пастирски карактеристики. Тој го знаел својот водач. Без водство човекот не може да ја одржи својата рамнотежа. Имаме потреба од водство, но кога водачот е добар и кога знаеме дека тој добро се грижи за нас. Исус Христос рече дека тој е добриот пастир, кој се грижи за овците. Тој секогаш им ги удоволува потребите, онака како што треба. И затоа е речено: барајте го прво Божјото царство и се друго ќе ви се придодаде. Тоа е запишено во Евангелието според Матеј, 6 глава, 33 стих. Неговата грижа е општа и нема сомнеш дека нема да се грижи. Тој како пастир самиот рече: зошто се грижите за облеката, телото и храната? Таквата грижа е многу божечко недоверие, а вие не грижете се, зашто вашиот татко кој е на небесата знае од што имате потреба. Првата точка е Божјата грижа или пастирската грижа за неговите овци, за неговите верници. Како второ, пастирот лекува. Кога ќе ја види својата овца повредена или болна, тој ќе употребува сите можни средства за да ја излекува. Пастирот има посебно чувство за болните овци. Нашиот пастир Исус на ист начин го прави со нас. Ако сме болни и повредени од злото во овој свет или имаме тежина која ги надминува нашите сили, тогаш тој го употребува својот духовен балзам и ја лекува болката или раната. И што е многу важно, тој знае како и кој лек да го употреби. Може би сега си повреден и имаш болка која што никој не може да ја отстрани. Може би си доживеал повреда од твоите во семејството, од мажот, од сопругата или од децата. И имаш тежина која го демотивира и го притиска твојот живот. Но и во такви мигови, лекарот, пастирот, добриот пастир, знае како да те исцели, да те води и да ти помогне. Може би си разочаран, затоа што те повредиле или те повредил некој брат или сестра. Или имаш душевна тежина заради некој грев. Имај предвид дека твојата состојба му е позната на пастирот, на добриот пастир. Само кажи му ги твоите проблеми. И тој ќе делува за твое добро и твое исцеление. Дури во време кога телото е болно, нашиот пастир ќе делува за закрепнување, ќе ги преврзе сите рани и ќе живееме за негова слава. И како трето, пастирот заштитува. Колку голема потреба имаме од заштита. Во светот во кој живееме, од сите страни сме во опасност. Опасност од демагошки говори за заведување, од непроверени учења, опасност од загрозување на животот, епидемии, војни,
Опасност од лути волци, односно лажни учители, кои не го штедат стадото. Стадото, односно црквата, од зли луѓе. Но пастирот е секојаш буден и готов да не одбрани. Замислете си само да го немавме добриот пастир. Исус рече дека ќе ни испрати утешител, помошник и заштитник. Тој заштитник е Светиот Дух, кој во оригиналниот текст се нарекува Параклетост. Тој збор е војнички израз. Кога војувале античките народи и кога некој требало да му помогне на некој војник, го употребувал зборот Параклетост, а тоа значи штити ме или штити ми го грбот, за да биде војникот и однапред и одназад сигурен дека е заштитен. Добриот пастир знае како да го заштити неговиот живот, односно нашиот живот. Низ што и да минуваме, сигурни сме. И пророкот Исаија рекол, 700 години пред нашата ера: послушајте ме вие кои ја познавате правдата. Не плашете се од човечките хулења и не плашете се од навреди. Моето спасение е од поколение до поколение. Тоа е запишено во Исаија 51 глава. Кога имаш пастир, имаш ли причина за загриженост? Не би требало. Не. За Божите деца останува истата сигурност и ништо нема да ми недостасува. Да, Исус е добриот пастир, како што реков. И како добар пастир, тој си го даде животот за неговите овци, односно неговата црква. Дали си ја вкусил неговата пастирска грижа и љубов? Ако не си ја вкусил, време е. Кога? Токму сега. Бог да ве благослови. Амин.